Здраво, драги гледачи, добре дојдовте во новогодишната емисија на Супер Звезда. Ви мафтам јас, мафтаат Супер Звезда, мафта и Дедо Мраз кој е денеска со нас. Се наоѓаме во најубавата, најшарената и највеселата игротека Be Happy. Ова е нашиот дом, се надевам дека ќе биде и ваш. Сите оние кои што не дошле, ги покануваме да дојдат да се забуваме заеднички тука. А денеска што ќе правиме? Дедо Мраз, вели е подготвено да има журка невидена. Се. Елените паркирани овдека, значи доле пред Be Happy, они ќе почекаат. Елените се паркирани, чекаат да направиме журка, деца да бидат среќни и така. Деца, која година сме сега? Така, јас зошто сум дојден? Да пречекаме која? Значи, ја чекаме новата 2009, така ли е? Дедо Мраз, спремна ли е 2009? Спремна е деца? Каква е? Висока, згодна или некоја да не е дебела, некоја ниска е? Каква е деца, кажете? Каква е ова нова 2008? Висока, дебела и И каква, Злато? убава. И убава е, значи. Оние работи што ни се случија во 2008 да ни се случат ли и во 2009? Може? Па некој да, некој не. Некој не, кој да не ни се случат, Дедо Мраз? Тие ете така лошите, само убавите. Имало и лоши, а убавите работи? Да ни се повторат. Па тогаш ви мафтаме, ве поздравуваме, ви посакуваме, да си поминете убаво заедно со нас во следните 60 на минути. Тука сме јас, Супер Звичките и Дедо Мраз. Има забава како што сте немале шанса да видите досега. 3-4! Одиме да се журкаме. До сега во емисиите на Супер Звезда сме имале шанса да интервјуираме разни луѓе, но никога сме немале шанса да го интервјуираме Дедо Мраз. Дедо Мраз, здраво, живо и добре дојде во Супер Звезда, како си? Фала, добро ве нашол, супер. Епа еве сега ви се укажува прилика и со мене интервју да направите. Така, ме интересира, значи, Дедо Мраз, од каде дојде ти точно? Јас дојдов точно, знаат деца да кажат сигурно од Лапонија, Ај се на на- северниот пол. На северниот пол, па тоа е многу далеко, бе, Дедо Мраз. Да, многу далеку, таму е и многу ладно. Значи, Јас- студи? Да, студи. Како овде или Зато- повеќе или помалку? Па, повеќе студи таму. Затоа Дедо Мраз е убаво облечен. Да, затоа сум вака облечен со ракавици, со капа, така деца. Така е. А зошто Дедо Мраз тогаш доаѓа со Елени? Деца, зошто доаѓам со Елени? Со Елени и со косанката, што носам секоја година. Ау! Подароци, Санката пакетчиња. има пакетчиња. Да, за кого ги носам пакетчињата? Зошто? Затоа што сме умни деца. Браво. Значи, умните деца добиваат што, Дедо Мраз? Пакетчиња со чоколади, со бомбони. Леле, Така. И неверојатно. знаете што? Децата, значи, секоја година ми пишуваат некоја посебна желба. Значи, може и автомобилче, барбика некоја, плюс уште некој подарок. О, сите ли деца добиваат, сега тоа ме интересира. Например, оние деца кои ги слушале мајката и таткото, кои што биле добри и кои што легнувале во кревет во 9. Добиваат ли поклон тие? Да, тие секако обавезно добиваат. Деца, кои деца не добиваат поклонче? Има ли некој? Се неумни. Има ли такви деца овдека меѓу нас? Има, Стефан, ти каков беше? Ја бев најумна. А ти, Злато, каква беше Ева? Најумна. А ти, да те прашам, Кате, ти каква Ја беше? најмирна. Не, сите бевме умни, умен бев и јас. И ти, Злато, а ти? Најумна. А Чичко камерман беше умен? Да? Еј, Чичко камерман, дали и за нас ќе има подароци или само децава добиваат, Дедо Мраз? Да, јас да ви кажам една работа. Дедо Мраз, значи, ги сака сите деца на светот што се. И на сите деца им носи поклони. Вие добро рековте, значи само тие што се умни. Имаме нешто и за тие што не се умни, Ама помалку или помалку со тоа што до година, значи да бидат поумни. и да добијат повеќе? Да. А вас дечиња многу ве сакам. Чичко Дарко ми кажа дека сте сите супер звезди. Така? Супер звезди се, да, па пееме, играме, све правиме, снимаме емисии, добри сме плюс. Слушаме мајка и татко. Праќаме пак на драгите гледачи. Праќаме, све правиме, Дедо Мраз. Има ли за нас поклони? Има за баби и за дедовци. Зошто нема за нив? А
Ако остане нешто и за нив има. Ако остане, чим дајме и на бабите. Испаднало од пакетче нешто ово, оно и така. Чим дадеме и на нив. Супер, уште едно прашање. Дедо Мраз има прекрасна, убава, голема, бела брада. Никогаш ли не се бричи Дедо Мраз? Никогаш. Колку години има Дедо Мраз што мора да има толку голема и долга брада? Па да ви кажам, и јас самиот не знам колку години имам. Не се бројат годините Дедо Мраз? Не се бројат. Дедо Мраз вечно расте и вечно живее. И Дедо Мраз вечно живее, браво! Сете, драги гледачи, ова беше првиот дел од интервјуто со Дедо Мраз. Ќе направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме во вториот дел да видиме како Дедо Мраз ќе одговори на прашањата кои што ќе му ги поставиме. Да им пратиме бакнеши на драгите гледачи. Бакни ли деца? Бакнеши! Како што гледате, луда журка, игра и смеа овдека во игротеката Be Happy, каде што се забуваме ние супер звездите, вие драги гледачи, а заедно со нас специјален гостин е денеска и Дедо Мраз. Ова е вториот дел од интервјуто. Дали дечки имате спремно прашања? Да, Дедо Мраз, дали ќе можеш да ни одговориш на сите? Па ќе пробам. Ајде да видиме сега, да видиме првото прашање ќе го постави оваа женска овде Луна. Злато, кое е твоето прашање? Како ги прави подароците? Еј, колку убаво прашање, браво Злато. Дедо Мраз, Луна праша како ги правите вие подароците? Тоа е убаво прашање, сега ќе ви кажам. Значи, деца, кога ќе видите на едно место дека има повеќе Дедо Мразовци, сите тие се вистински. Зошто? Јас сум Дедо Мраз. Јас имам своја жена, баба Мразица. Зашто сам не можам да ги направам сите пакетчиња за цела година, нели? Многу деца има. И си имам и своји деца. Сите тие дечиња мои се Дедо Мразовци вако облечени. И ги правиме сите заедно дома пакетчињата и после низ цел свет одиме и ги делиме. Вие цела година ги правите? Цела година. Значи почнувате во јануари па до декември другата година? Штом ќе се заминам, значи на 1 јануари 2009 веднаш ги отворам писмата, ги читам све од баба, од учителките што кажуваат, и ја така ги правам пакетчињата. Кога е најубаво да пишеме писмо за да си нарачаме пакетче? Сега, например, добри сме биле, све било супер. Во кој месец може нарачкава за пакетчево да се направи? Па, нарачките најубаво е да се прават сега, да кажеме Декември. на 1 декември. Почнувате. Ме разбирате? Мислите, така? Да, јас ги правам пакетчињата и сега спрема нарачките, како ми пишат нешто вадам, нешто ставам, зависи од тоа детето како било. што Добро или слушало. лошо? Да. Рековме за лошите што? Нема. Нема пакетчиња. За добрите За добрите пуни се пакетчињата големи. може и 2-3. Фала Дедо Мраз. Еве сега имаме ново прашање. Кој ќе праша да имам дечки? Еве Мија. Ајде Злато, кое е твоето прашање? Повели се. Здраво, јас сум Мија Дабевски. Моето прашање, колку џуџиња му помагаат на Дедо Мраз за подароците? И супер, значи и општо и за подароците и за све во животот му помагаат ли некои џуџиња на Дедо Мраз? Да, имам и џуџиња. Џуџиња, секогаш ми помагаат тие џуџиња од Снежана, од приказката Снежана и 7 џуџиња. Тие се џуџињата. Да, тие се џуџињата, они секогаш ми помагаат. Само тие 7 помагаат, друго нема. Само тие се главните. 8 џуџе, 9 нема така. Нема. Ако имаме потреба, тогаш ги викаме. Фала Дедо Мраз. Едно прашање кој? Леле, сите имаме прашања. Повели Злато ти, кој е твоето прашање? Јас сум Матеј Јордановски и јас сакам да прашам дали му е тешка работата на Дедо Мраз. Браво бе Матеј, супер прашање Дедо Мраз. Е сега стварно треба да се отиде ни сите земји, ни цел свет, кај сите деца да се посетат и добрите и лошите. Тешка ли му е работата на Дедо Мраз? Па, работата ко работа може да е тешка, меѓутоа дека работам со кејф, кога знам дека на своите дечи им носам подароци што цела година сум ги премал, тогаш не ми е тешко. Секогаш ли е вака ведар и весел Дедо Мраз? Секогаш. Не се нервира вака некогаш? Не, никогаш не се вера. Освен тоа што вака Дедо Мраз доаѓа и им носи подароци на децата и настапува во емисии, настапува ли и во реклами некогаш? Да. Секогаш кај да го викнат од настапува. Значи Дедо Мраз не може да одбие. Не може да одбие. Дедо Мраз оди секаде. Секаде. Браво бе, ваков Дедо Мраз. Сте виделе ли? Аплауз за Дедо Мраз. Значи ова е стварно чудо Дедо Мраз. Тоа е неверојатна работа, значи со Дедо Мразов какви работи се случуваат. Ева Злато, кој е твоето прашање? Повели срце. Здраво, јас сум Ива Куцевска и сакам да прашам како Дедо Мраз ја прави елката. Ау, супер прашање. Како Дедо Мраз ја прави елката? Ја прави ли Дедо Мраз и елката? Па да, јас имам дома елка. Јас имам елка во шума. Шумска елка? Шумска елка, да. Најголемата што е во шумата, некогаш ако ја видите на телевизија, доаѓаат снимаат, таа што свети,
Таа е мојата елка, да знаете. Исто социјалички е, све мали и вакви. Све социјалички. Сите елки се наши елки, сите елки ги правиме, ама немам време да постигнам сите елки да ги накитам. Така да Најубавата, да, и највисоката, таа што свети, таа ја красиме ние. Браво, свал Дедо Мраз. Следно прашање. Еве ја Кате Злато. Кој е твоето прашање? Јас искам да прашам колку Елени со него патуваат со Дедо Мраз. Оу, браво. Колку елени патуваат Дедо Мраз заедно со вас? 12 елени патуваат, ја влечат санката. А знаете и деца зошто се 12? Годината Зошто се? колку месеци има? 12. 12. И така се викаат и елените, јануари, февруари. Таа си имат име. Како што се месеците, така се викаат и елените. Да ми го поздравите Еленот, што се вика Јулија, тогаш сум роден, договорено Дедо Мраз. Говорено. Супер, тоа е машко или женско? Машко е. Еј, браво, бе се погодил Јонка, у мене машко, ал да бе, супер. Еден аплауз за Чичко Дарко. Ајде, голем аплауз. Нарачано Дедо Мраз е тоа, е специјална привилегија. Имаме ли уште прашања? Уште? Леле, гледайте, драги гледачи, колку многу прашања имаме, а Дедо Мраз нема многу време. Ајде да видиме уште две-три прашања да ни одговори, зашто мора да оди, он го чека децава низ цел свет. Повели Злато, кој е твоето прашање? Јас сум Ивона Богатинова и сакам да прашам зошто Дедо Мраз се облечен во црвено и бело. Прекрасно прашање. Никош не сум видел Дедо Мраз да е облечен во зелено, во плаво, во кафено. Зошто Дедо Мраз е во црвено и бело облечен? Така, епа видите вака. Знаете дека на северниот пол има многу снег. Скоро преку цела година има снег. Носно И бе. многу снег пагело на мене и сега ова е све со снег. Направено е од снег. Ме Ова што е, ова од снегот останува. Да, и јас сум го чистил и не можам да го очистам. И се фатило, чак и брадата ми е, малку има снег. Брадата ми е бела дека сум стар во години, така? Така, и плюс снег и ептен бел. Е сега што да правам на оние места кај што не се фатило снег, за да ме препознаат сите, сум облекол црвена боја, Оддалеку да се гледа. оддалеку да се гледам. Значи од авион да може да се види. И од авион, црвена боја. Браво, Се Дедо Мраз. мислев која боја? Црвена, жута, пинк боја. Пробуваше? Пробував, ама црвена најувака, ми кажа дека најубава е. А нели пинк поуостој? Стои, и пинк стои, само се бунеја машките. Вика женска боја. И црвена е женска. И црвена е женска? Па да, ама не е толку. Ама не е до толку. Браво, бе, Дедо Мраз. Супер, одлична боја. Ја мислам дека е погодена бојава на Дедо Мраз. Што мислите ви, а? Погодена е. Одиме со уште едно прашање и ова ќе биде крајот од нашето денешно интервју. Леле, Само Дедо да Мраз прашам уште повели. нешто ја. Да, сакате да ја смениме бојата? Не. Да менјаваме? Не, да не ја менуваме. Добро, Ја мислам, добро. добре. Ајде, еве последното прашање ќе го постави оваа кукла овде. Повели Злато. Здраво, јас сум Елеонора, сакам да прашам Дедо Мраз кај ќе ја слави новата година. Браво бе, Леонора. Еве го и последното прашање за Дедо Мраз. Ние каде ќе славиме нова година, дечки? Дома или на гости? Дома, некој на гости, така? Во Скопје на площад. Ти си во Скопје на площадта, ти Злато си договори веќе каде? Дома и јас ке славам. Дома ги поздравам сите оние што не гледат и што веќе имаат договорено и знаат каде ќе слават. Сега дојде моментот да видиме Дедо Мраз каде ќе слави. Деца, оваа година јас ќе останам на площад со вас. На Скопскиот площад? Да, на Скопскиот площад. Ќе имаме специјална шанса и можност да го видиме Дедо Мраз заедно со нас на площад. Договорено? Па супер е тоа. Се радувате ли? Мислите ли дека е добра идеја Дедо Мраз да слави со нас? Ќе одиме ли ние да славиме со него? Супер, браво Дедо Мраз. Се гледаме, значи... Се гледаме за нова година од дечиња, од 19 декември до 31 декември сум на площад. Ке може да дојдете да се сликате со санките, со елените, со сите нас. Од колку до колку часот Дедо Мраз ќе не биде тука? Од 9 сабајле до 9 вечер. Цел ден е Дедо Мраз со нас. Цел ден ќе. Браво, се па тоа е Дедо Мраз, бе. Ваков Дедо Мраз не сме виделе. Фала ти многу што дојде Дедо Мраз, да си ни жив и здрав. Поздрав до тебе, до баба Мразица. Така. Джуџињава да ни ги поздравиш, Елените исто така и се Фала. надеваме дека ќе ни дојдеш и до година. Секоја година доаѓам. Да, значи секоја година. Се знае, ако бидат децата, Добри. ќе бидете Ако добри. слушаат. Како сега? Браво. Значи специјален поздрав од мене, од Дедо Мраз и од Супер Звездичките до сите вас. Кои да поздравиме сега Дедо Мраз? Све тамо. Значи, ги поздравуваме сите, целиот народ на целиот свет.
баби, дедовци, учителки, војни и сите деца. И сите Така? деца, фала Мавтајте многу Дедо медицината. Мраз. Чао, пријатно и до гледање. Тоа беше специјалното ексклузивно интервју со Дедо Мраз. Така. А ние продолжуваме понатаму со нашата емисија, драги гледачи. Останете со нас. Фала ти, Дедо Мраз.
Сега ќе поразговараме малку со супер звичките, како се, дали се добри, како се чувствуваат. Еве до мене оваа женска се вика Мања, има само 3 години и расположена ли е Мања денеска за дружење? Како си Мања? Добра? Добра? Дали уживаше ти со Дедо Мраз? Се дружеше со Дедо Мраз? Да. Кажи ми оваа година, дали ти чекаш Дедо Мраз да ти донесе пакетчи на тебе? Колкаво големо покажи со рацете да видам вака? Колку големо? Леле, најголемо пакетче, драги гледачи. И што треба да има вонатре? Да има чоколади? А бомбони да ставиме? А да има некоја играчка внатре? Каква? Кукла? Барбика да има внатре? Браво, значи сакаме да имаме кукли, играчки, бомбони. А беше ли ти добра? Дали ги слушаше мама и тато? Да, Да, цела година беше добра девојка. да. Браво, ајде сега да ме гушнеш силно и да им ја честитаме новата 2009 година на сите оние кои што не гледаат. Мафни и Мања, мафни ми прати многу бакнежи. Еве ги бакнежите од мене и од Мања, драги гледачи. А сега одиме понатаму. Еве сега многу женски овде околу мене. Дали сте добри? Да. А како си бе ти, Ева? Добра. Ана, добра ти? Супер. А теа Леона, како е она? Добра ли си, Злато? Шо правиш без срце? А Марија, добра си ти? Да. И еве го Леон овдека на крај да пукне Леон. Како си, Злато? Дали си ти добар? Ај сега да ја прашам ја теа Леона, дали беше она добра цела година? Ја слушаше мама? А дали го слушаше тато? И шо они бара од тебе, ти све тоа го направи? Ти лекнуваше секој ден во кревет во 9. Ти заслужи ли пакетче? Да? Колку големо да видам? Браво! А дали заслужи ти пакетче? Да. Колкао? Балкаво. Леле, уште поголема. Ева, за тебе има ли пакетче? Да, Стварно, колкаво е твоето да видам? Леле, голема. Само едно или неколку? многу. Многу пакетчиња за Ева. А за Марија? Да. Има и за тебе, Злато? Да. Браво. А Леон, има ли пакетчи за тебе да видам? И што сакаш да има во твоето пакетче? Не. Да има играчки сакаш? А чоколади може ли да има? Не, а некоја формула може да има внатре? Се знае кој си сака колички, се види значи кој е Машко. А да видиме девојчињата што сакаш? Што сакаш, Злато, ти да добиш? Јас сакам картица во Дизниленд. Колку убаво. А ти, Ева? И ја лаптоп. Леле, какви имаме специјални желби. Ева, ти? Јас сакам нов мобилен телефон. Леле, кој лаптоп, кој нов мобилен телефон. А теа Леона што сака да добие за нова година? Зебричи конче. Како, Злато, уште еднашка? Магарче? Зебриче и конче. Ова е прекрасно што го слушнав, дојдете, гушнам, фала ти многу. Посакувам на сите Дедо Мраз да ви ги исполни желбите и да ви го оствари она што сте сонувале да го имате и никога сте го немале, да го имате сега за прв пат. Така е? Да. Бакнежи до оние кои што не гледаат. Специјални бакнеш. Еве едни прекрасни дечиња сега околу мене. Тука е Давид, тука е Јоана, Марија и Матеј. Како сте, добри ли сте? Да. Што правите? Спремни ли сте за нова година? Да. Дома дали ја накитивте елката? Да, колку е голема вашата елка дома да видам? Најголема. Не, голема. А Јоана, вашата елка дома голема ли е? Не, накиден уште. А сега ќе ја китиме, значи ја китиме каде и да е. Добро, ајде вака да видиме сега. Дали ти Давид беше добар цела година? Ги слушаше ли мама и тата? Да. И сега Дедо Мраз што очекуваш да ти донесе на тебе? Табла. Што? Табла. Табла. Каква табла бе, Злато? Голяма. Голема табла. Одлично. Чекаме Дедо Мраз табла. А Јоана, Злато, како си ти добра? Да. Ги слушаше мама и тато цела година? Да. Да, беше добричка? Да. Што очекува сега Дедо Мраз тебе да ти донесе? Пакетче чекаш да донесе? Да, големо или мало? Колку големо покажи ми да видам со рачињата? Леле, најголемо пакетче. А внатре чоколади може да има? Бомбони? Може да ставиме по некој балон, например, внатре, така, шарен, убав, голем, а лижавче може некое сокче, да ставиме исто така. Супер, ќе ставиме све за сите оние деца кои беа добри. А Марија, како си ти? Добра. Каква беше преку целата година ти? Многу добра. Ги слушаше мама и тато? Да. Они те слушаа ли те? Да. Сега, значи, ти заслужуваш ли пакетче? Да. А мама и тато заслужуваат? Да. Значи, Дедо Мраз може да им донесе и на нив. Што очекуваш да има во твоето пакетче? Да има чоколадки. Чоколади. А ти, Матеј, што сакаш да има во твоето пакетче? Сестричка. Сестричка, леле, сестричка, чекаме овде, бе, колку убаво, браво. А ти, Кукла, што сакаш да ти донесе тебе Дедо Мраз? Кукла. Кукла, колку голема и каква кукла? Беби бор мала. Леле, мала кукла, беби Борна. Ти, Злато, што сакаш да ти донесе тебе Дедо Мраз?
Колечка. Количка, значи имаме разни желби да им мафнеме нашите гледачи брзо и да им кажеме дека го чекаме Дедо Мраз да дојде да ни ги исполни желбите на сите ние кои што бевме добри, слушавме мајка и татко и како кажавме преска легнувавме во кревет во 9. Така е. Бакнежи за нашите гледачи. Ајде. Повторно сум во друштво со најпрекрасните дечиња од целиот свет. Еве да прашам Росица, како е? Супер, Добра ли си ти, Росица? добра сум. Имаш ли вака нешто што во новата година сакаш тебе да ти се случи? Па не, мислам, оваа година се одеше во ред и се надам дека и 2009 ќе биде. Значи, убавите работи сакаме да ни се повторат, Да. така? А да видам сега ова кукличево мало што се вика Фросина, како е? Добра. Што правиш бе, Фросина? Ништо. Како си помина ти во 2008 година? Убаво. Убаво беше, сакам истите работи не се случат и во 2009-та? Да. Оние лошите не мора, така, ама оние убавите обавезно да ни се случат. Што сакаш Дедо Мраз да ти донесе на тебе? Играчка. И играчка, каква, голема или мала? Голема. Колку добра девојка беше ти оваа година, сега што помниш? Па... Многу или малку? Многу. Ајде сега да видиме спрема тоа, значи колкаво пакетче ти заслужуваш? Големо. Колку големо да видам со рацете, да го покажеме, леле, најголемото за Фросина, а големо и за Росица? Да. Браво, здапутне, супер. Оваа женска се вика Елеонора, преска ја видовме, поставувавме прашања Дедо Мраз, а сега Елеонора да ми каже, спремна ли она за нова година? Да. Дали дома е накити в телката? Да. Готово све ставена, среде соба високо, елката ми стои, така вика? Да. И ја красат играчки или лампиони или што беше во 1000 бои, нели? Све ја краси елката. Свети, социјалички е све направено? Да. Ти лично ја местеше, помагаше? Да. Браво, зеле, вредна девојка. А дали беше добра ти сега изминатата година? А супер. Беше супер, ги слушаше мама, тато, све. Да. Секој ден се помина во најголем ред како што требаше да биде. Да. И дали заслужи ти пакетче? Да. Колкаво пакетче мислиш дека заслужи? Покажи ми да видам сега. Уште поголемо, уште. А нагоре до каде би одело? Леле, најголемото пакетче. Колку 3 такви девојки како тебе да собере внатре, а? Да. Браво, скаде ќе одиш до нова година? Усаем. Оу, сајма, мене ќе ме земеш ли ја да дојам со тебе? А? Малце да се журкаме таму, на музика, на друштво, нели? Супер, на така сокчиња да си пиеме, да си уживаме, а? Ќе ме викнеш? Да. Чекам да ме викнеш, додиме да славиме заедно. Што ќе им порачаш на оние дечиња кои што сега не гледаат? Каква си поминат за нова година? Па убаво. И какви да бидат во 2009-та? Па убаво да бидат. Да ги слушаат мама и тато, Да. баба и дедо, и да бидат добри, весели и среќни. Така? Пратим Да. бакнеше на сите што не гледа. Ете ги желбите од Елеонора, оваа девојка се вика Јана, така беше? Да. А овој овдека дечко се вика Никита. Добар си, Никита? Да. Ај сега да ми кажете вие какви бевте во 2009 година. Направивте по нека белја? Па ја не. Ти не, Никита. Како беше ти во 2009 година? Супер. Да, направи некоја белја? Не. Сигурно не направи ни една? Не. Да ја прашам мама? Да не ја прашам мама, ама не направи белја, да пукне. Супер. Што чекате сега вие да ви се случи во 2009? Па да бидеме радосни да дојде Дедо Мраз. Супер, еве веќе Дедо Мраз и ни дојде, остануваше сите оние желби кои што ги имаме да ни се исполнат. Никита, имаш ли ти желби за во 2009 година? Да. Какви желби? Која е една од твоите желби? Папагал. Папагал, Никита сака да добие папагал. Супер, ова е одлична желба и многу ми се допаѓа. А мал или голем не ми кажа? Мал. Мал папагал да збори или да не збори папагал? Да збори. И што убаво ќе си правиме муабет, па може и во емисија ќе го земеме некојаш, па ако збори многу може и ќе ме смени и мене, така? А Јана, ти што сакаш да добиеш? Па се уште не сум размислила. Ама додека чукне часот и додека не дојде нова година, ти уште ќе мислиш и точно значи кога ќе чукне часот, ќе погледнеме поделката и ќе видиме дали нашето подароче е таму, така? Да. Да им мафнеме сега на нашите гледачи кои што не гледат и да им посакаме се најубаво во новата 2009 година. Сите оние желби кои што ги имаат да им се исполнат и сите оние подароци кои што ги посакуваат да си ги најдат дома токму под нивната новогодишна елка. Еве уште еден дел од супер дечките се наоѓаат до мене. Дечки, како сте, добри ли сте? Да!
Значи со секоја секунда, со секоја измината минутка сме се поблиску и доаѓаме во пресрет на новата 2009 година во која што очекуваме да бидеме какви? Убави. Убави, а очекуваме да бидеме и добри. Да. Значи да не слушаат мама и тато нас, Да. а ние нив. Да. Значи ќе да слушаат и тие нас, ќе ги слушаме и ние нив. Ајде да видиме сега овој дел од Супер звичките што сакаат да им се случи во новата 2009 година. Повели Злато, што сакаш да ти се случи на тебе? Мене сакам Дедо Мраз да ми донесе многу убави кукли. Кукли, браво, колку прекрасна работа. А ти кукла убава, што сакаш ти во 2009 година? Кукли. И ти сакаш кукли, браво, Марин, да не сакаш кукли и ти? Да, Ти сакаш колку кукли? по две. Имаш ли некоја специјална желба, Марин? Па да. Да, што е желба? Лаптоп. Лаптоп, супер малку скромно, али видиш каква прекрасна желба е. Тоа го направи, значи, тој технолошкиот напредок. Едноставно ние не можеме да живееме без тие работи понатаму. А оваа згодна женска оде да направи да пукне сега со мене. Злато, што сакаш ти во новата година да ти се случи и што сакаш да добиеш како подарок? Компјутер. Леле, еве уште еден компјутер, браво. А оваа девојка на крајот овдека што сака да добие во новата година? Компјутер. Уште еден компјутер, леле колку компјутери овдека од десно. Ајде да видиме овде од лево што сакаат моите другарчиња. Мија, што сакаш ти во 2009 година? Па, се уште не сум размислила. А имаш ли вака некоја идеја конкретна или се двоумиш меѓу неколку работи? Не. Чекаме, значи, да чукне часот и да видиме што ќе остави Дедо Мраз поделката, така? Да. Супер. Еве, другарка ми Јасмина, како си Јасминче, добра си? Добре сум. Ти очекуваш ли подарок од Дедо Мраз во новата година? Да. Заслужен или не? Да. Ги слушаше, значи, мама и тато беше добра? Да. И сега чекаме што? Куче. Куче, леле, колку убава работа куче. Имаш ли веќе име смислено како ќе се вика? Не се уште. Чекаме да дојде кучето, па ќе му дадеме име. Супер, а знаеш ли каква раса сакаш да биде? Хаски. О, тоа е прекрасно куче, браво, Јасмина, многу убав подарок. Ајде Дедо Мраз, фаќај кучето и доаѓај право кај Јасмина дома и врзи го директно зелката. А да видиме оваа девојка, што сака за нова година? Јас за нова година сакам телефон. Каков телефон? Па, Сони Ериксон. О, браво, згледаш, еве, кој си сака. А еве, јасна. И ти ли сакаш телефон или нешто друго? Јас сакам лаптоп. И ти сакаш лаптоп. Леле, колку сте скромни, браво, бре, супер звездички. А ово е овде дечко, што се вика... Мартин. Кај си, бе, Мартин, дали си добар? Шо преш? Ништо. Шо сакаш тато Нено тебе да ти донесе сега во новата година? Брат. А шо сакаш Дедо Мраз да ти донесе? Не знам. Значи се останува на работава тато да ја реши, а? Да. Браво, да си ми жив и здрав, бакнеш и до сите што те гледаат, бакнеш и до мама и тато, чекаме братче. Значи, еве го, Мартин чека, братче, тато, слушај и викај го штркот. А да видиме оваа девојка овде што сака. Јас сакам Дедо Мраз да ми донесе ролер. Ролери, а ти куклуба? Јас сакам Дедо Мраз да ми донесе телефон. Значи, телефон, ролери, брат и за крај остана уште една многу згодна, симпатична и убава девојка што се вика Ема. Ема, кај си бе да пукне? Дали си добра, насмеј се. Шо сакаш Дедо Мраз да ти донесе? Телефон. Ти сакаш телефон да пукне, ема, браво. Епа, ако бевме добри, а бевме ли? Да. Ако бевме умни, а бевме ли? Да. Дедо Мраз е тој кој што ќе ни ги исполни желбиве или не? Значи, не треба да се плашам. Исполнете ли се, да? Да. Готово. Желбите наши се исполнети. Дедо Мраз, тргнувај и носи се што ти порачавме сега. Дечки, убаво ли си поминавте денеска овде? Да. Како помина журка со Дедо Мраз? Све под контрола? Супер! Да, супер. Дедо Мраз каков е? Го бива? Не е добар, лош? Добар. Добар и го бива плюс, така беше? Браво, бре, браво. Ви посакуваме сега се најубаво на вас, драги гледачи, да бидете исти весели, среќни, насмејани какви што бевме ние во 2008 година. Ви посакуваме сите оние убави моменти да ви се повторат, а лошите моменти никогаш повеќе да не се случат и што побрзо да ги заборавиме. Има ли некој што е нешто вака што сака да им посака и порача на сите оние наши другарчиња кои што не гледаат? Повели, Злато? Јас сум Тамара и сакам на сите гледачи да им посакам среќна нова година за 2009.
Фала многу, а Марин, ти ќе им порачаш ли нешто, ќе им посакаш ли нешто? Да, среќа, љубов, Здравје! да. И да слушаат по дома, супер храброст, тоа се многу убави збори. Епа ништо, тоа е и крајот на денешната емисија, јас ви посакувам се најбо уштедничка од мене и од името на цела супер звезда. Ве гушкаме, ве сакаме, ве поздравуваме. Бидете добри и понатаму, слушајте ги мама и тато, како што се гледавме во 2008, ќе се гледаме и во 2009. Чао, пријатно и до гледање, наши малечки пријателчиња, гушнете ги мама и тато, гушнете ги баба и дедо и дајте им многу љубов. Тоа е тоа што на сите нас ни треба. Чао, пријатно и до гледање.